Почитувани учесници на првата зимска школа на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура. Драги пријатели, имам особена привилегија и чест да ве поздравам на почетокот на првата зимска школа на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура. Верувам дека задоволството кај сите нас е уште поголемо, што овој настан се одвива токму во годината во која одбележуваме едно столетие од раѓањето на великанот на македонската филологија, лингвистика и книжевност, академик Блаже Конески. Впрочем, 2021-та ја прогласивме за година во чест на Блаже Конески и сите релевантни институции од областа на културата, науката и образованието ќе бидат вклучени во реализација на активности и проекти поврзани со оваа значајна годишнина. Како покровител на јубилејот 2021 година во чест на Блаже Конески, импресиониран сум од сите предвидени настани и програмски содржини. Се радувам што токму преку првата зимска школа на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, Универзитетот Свети Кирил и Методи, во чии рамки е и филолошкиот факултет, кој го носи името на Блаже Конески, практично прв започнува со активности за одбележување на големиот јубилеј. Почитувани како еден од кодификаторите на современиот македонски литературен јазик, академик Конески ја заслужува најголемата почит и благодарност. Во период кога за жал од политички причини повторно се негира постоењето на македонскиот јазик, иако тој е одамна верификувано од светската лингвистичка наука, токму делото на Конески е најмногу на удар. Во таа смисла, еден од најцврстите бедеми во одбраната од неаргументираните и често ирационални напади е меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, кој зад себе има веќе 5,5 деценијска традиција со повеќе од 500 учесници од 60 на земји од сите меридијани на светот. Затоа големо благодарам на сите досегашни учесници за посветеноста и за придонесот за поширока меѓународна афирмација на македонскиот јазик, литература и култура. Согласно актуелната ситуација со пандемијата, како и во случајот со минатогодишната летна школа, така и сега сите настани се онлайн. Се надевам дека наскоро по започнување на процесот на вакцинирање, човештвото во целина ќе излезе како победник во борбата со COVID-19 и полека ќе се вратиме на нормалното секојдневие, така што следната школа ќе може, согласно традицијата, да биде одржана во Охрид со физичко присуство на сите учесници. Уште еднаш ви честитам на желбата да бидете дел од првата зимска школа на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура и во наредните 10 денови, додека трае школата, ви посакувам успешна работа. Ви благодарам на вниманието. Почитувани професори, почитувани учесници на семинарот, практичари, изучувачи и почитувачи на македонскиот јазик. Имам исклучителна чест и задоволство да ви посакам топло добре дојде на првата зимска школа на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, што за жал поради пандемијата се одвива на далечине. Но пандемијата не беше причина да спласне ентузијазмот и силната желба, туку напротив, дополнителен предизвик да се организира оваа школа, која што е многу важна за негување на македонскиот јазик. Оваа активност е вистински влог во отпочнување на прославата на 100 годишнината од раѓањето на нашиот великан Блаже Конески и навистина очекувам да стане долгогодишна традиција. Министерството за образование и наука за прв пат годинава додели стипендии за студенти запишани на студиите за македонски јазик и книжевност. Горди сме на македонскиот јазик со сета своја посебност, а огромен придонес за ова има Блаже Конески. Конески е еден од најзначајните учесници во процесот на кодификација на македонскиот јазик. Благодарение токму на неговото огромно творештво со трајни вредности, денес македонскиот јазик е дел од светските јазици. Да продолжиме да го чуваме и негуваме македонскиот јазик и ликот и делото на Конески. Од срце ви благодарам за вниманието и ви посакувам успешна работа и реализација на планираните активности. Почитувани семинаристи, почитувани професори, лектори, предавачи. Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, како значајна алка на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје,
и како една од релевантните институции што се дел од националната платформа на нашата држава за одбележување на 100 годишнината од раѓање на Блаже Конески, ја започнува оваа 2021 година со новини токму во чест на тоа одбележување. Идејата за прв пат да се организира зимска школа во рамките на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура одлично се вклопува во целокупната национална платформа. Така, првата зимска школа, што ќе се одвива на далечина, онлайн, преку Zoom платформата во време трајање од 10 работни денови, секој ден по 4 часа, во периодот од 25 јануари до 5 февруари 2021 година, со вкупен фонд од 40 часа, е вистински влог во отпочнувањето на прославата на овој голем јубилеј. И како што Конески ја везе својата песна истакнувајќи при тоа: два конца парај од срцето, драги, едниот црне, а другиот црвен, едниот буди морничави траги, другиот копнеш и светол истрвен. Така, Универзитетот Свети Кирил и Методи преку овој настан ја допишува својата историја. Имено, чувствуваме пиетет, почит на овој начин да му се одолжиме на професорот, но и ректорот Блаже Конески, кој ете имал свој влог и учество во покренувањето и обмислувањето на тогаш така наречениот семинар за македонски јазик во далечната 1967 година. За овој чин Конески ке рече: времето покажа дека има смисла и таа форма, бидејќи тие семинари дадоа своји резултати. И навистина, тие семинари дадоа исклучителни резултати. Зборовите на Конески, јазикот, единствената наша татковина, се додека го чуваме, го негуваме, го вардиме, го гледаме јазикот наш македонски, ќе може да сметаме дека ја имаме татковината. Како куќа, како дом, како огниште. Не обврзуваат. Така, за наставата на оваа прва зимска школа, ангажирани се лектори, предавачи и професори со долгогодишно искуство. При тоа, организирани се лекторски групи за сите нивоа, почетно, средно и напреднато, и тоа, напреднатото ги има и своите поднивоа за јазик, литература и преведување. Слушателите се студенти, професори, истражувачи на македонскиот јазик, литература и култура, но и балканисти, и слависти. Мора да бидеме искрени дека се радуваме на сериозната бројка од нешто повеќе од 50 слушатели од дури 15 земји. Најголем број од регионот, како Грција, Турција, Србија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Словенија, но и од другите европски земји, како Унгарија, Чешка, Полска, Франција, Италија, но и од САД и Канада, а за прв пат после долго време и од Велика Британија. Овој интерес е и благодарение на вложеноста на нашите лектори по македонски јазик во лекторатите на странските универзитети, како и на професорите, предавачите, македонисти и слависти на странските универзитети. Особено радува и најавата дека двете групи што се дел од напреднатиот курс за литература и култура ќе работат на исчитување и преведување на творештвото на Блаже Конески. Така што и на тој начин ќе му се одолжиме на Конески. Почитувани, со вашето учество на првата зимска школа, вие станувате првата генерација семинаристи што изучувањето на македонскиот јазик, литература и култура ќе го остварите на далечина или популарно кажано онлайн, но во зимски услови, тоест на крајот од првиот и почетокот на вториот месец од оваа 2021 година или во малиот интервал меѓу двата семестра, зимскиот и летниот. На тој начин давате посебен прилог во приклучувањето на над 4300 досегашни учесници од 50 земји во светот, меѓу кои се наоѓаат имињата на истакнати македонисти, професори по македонски јазик и литература на странските универзитети, слависти, балканисти, преведувачи, фолклористи, етнолози, археолози, научници и студенти што го изучуваат македонскиот јазик по универзитетите во светот. Почитувани,
Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје преку активностите на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура над 5 децении континуирано ја представува и ја промовира македонската национална култура во светот и денес тој се препознава како исклучително афирмирана наставна, научна и културна институција единствена од ваков вид. Во вас ние ги имаме најголемите културни амбасадори, поддржувачи и верни пријатели. Како прва генерација семинаристи на првата зимска школа веруваме во вас и во вашата мисија да продолжите во духот на досегашната дејност, а тоа е создавање пријатели и лобисти на Македонија кои ќе ги пренесат и ќе ги представуваат македонскиот јазик, литература и култура во своите земји, па и пошироко во светот. Благодарам. Почитувани семинаристи, ова мое денешно пригодно обраќање сакам да го започнам со стиховите од една песна на Блаже Конески. Преживување. Какви порази сме морале да издржиме, какви срамови, какви поруги. Боже, умот дури ми се свртува. Не помагало нешто, не крепело нешто, некаква смешка, некаква површност. И по сето тоа, во нас некаква надеж, некаква желба, некаква скриена смисла, безрасудно пак изртува. И навистина, една таква скриена мисла, што безрасудно повторно изртува, е и ова прва зимска школа на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура. Почитувани семинаристи, Блаже Конески е најграндиозната наша фигура. Блаже Конески е личноста што се нурна најдлабоко во македонското минато и што се извиши највисоко во македонската иднина. Со него станавме препознатливи во светот, а со вашето изучување на македонскиот јазик, литература и култура стануваме уште попрепознатливи. Конески е вонсериски лингвист, меѓународно реномиран славист, еден од најзначајните протагонисти во процесот на кодификацијата на македонскиот стандарден јазик, втемелувач на македонистиката на Филолошкиот факултет во Скопје, кој денес го носи и неговото име, ценет професор, еден од основачите и прв председател на Македонската академија на науките и уметностите, член на академиите на науките и уметностите во Загреб, Белград, Сараево, Чикаго, Лоѓ. Конески е вистински полиграф. Тој е суптилен лиричар, лауреат на значаен број македонски и меѓународни награди и признанија. Тој е истакнат прозаист, есеист, публицист, книжевен историчар и теоретичар, полиглот, препејувач од многу јазици на делата на значајни поети од светската книжевна ризница. Во втората статија има ли потреба за македонски национални научно-литературни другарства од култната книга за македонските работи Крсте Петков Мисирков причините за одделувањето на македонците во македонско друштво ги наоѓа во употребувањето на нашите умствени сили за изучувањето на себе си како членови на една татковина и еден народ. Затоа, вели Мисирков, за да се стигне таа цел, требало да се состави одделно друштво од лица за кои изучувањето на Македонија во етнографски, географски и историски однос има првостепено значење, а такви лица сме ние македонците. Значи, потребата од вакви другарства било и е заради изучување на Македонија, а тоа значи изучување на незиниот јазик, литература, култура, историја. Впрочем, ние на овој меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура можеме да гледаме и како на еден природен наследник на ова другарство за кое се залагал Мисирков. Значи, тоа што како идеја започнало да живее на почетокот на 20 век, вистински се реализирала во средината или поточно во 1967 и еве, трае и трае нешто повеќе од 50 години. Но Конески има и свое сериозно учество во покренувањето и обмислувањето на тогаш така наречениот
семинар за македонски јазик во далечната 1967 година. Самиот тој во познатата книга Разговори со Конески, во која внимателно се забележани разговорите што Цане Андреевски ги водел со самиот Конески во период од 5 години, вели дека идејата за формирање на еден ваков семинар ја форсирал Владо Малески. Кон оваа идеја потоа се приклучува и самиот Конески и со своите размисли дава сериозен придонес кон отпочнувањето на тој прв семинар. И во тоа свое сеќавање, тој вака поентира. Времето покажа дека има смисла и таа форма, бидејќи тие семинари дадоа своји резултати. И дека оваа форма на действување покажува дека врските со светот на културен план се многу важни за една нација од она што таа нација ќе ја чини во материјални средства. Така што од таа 1967, на чие чело како директор застанува универзитетскиот професор и колега на Конески, Александар Спасов, еве во 2021 ја организираме првата зимска школа. Во оваа јубилејна 21, значи 2021, кога се навршуваат точно 100 години од раѓањето на Блаже Конески, му се одолжуваме со таа прва зимска школа која се организира во рамките на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура. А вие, почитувани семинаристи, вие, драги семинаристи, и вие, почитувани и драги лектори, изведувачи на лекторската настава, сите вие, сите ние, влегуваме во самата историја, како први учесници на една ваква зимска школа, не само во рамките на македонската наука и на македонското образование, туку и пошироко, во славистичката и балканистичката наука за јазикот, литературата и културата. Драги семинаристи, драги колеги, драги пријатели на македонскиот јазик, литература и култура. Сите вие на свој начин ќе вградите љубов и ќе ставите пламен во оваа прва зимска школа, но и на целиот меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура. Ви посакувам плодна и успешна работа и ви посакувам уште повеќе да го разгорите и својот пламен и својата љубов за македонскиот јазик, литература и култура.